Мене многу ми се бенди со ова што го направивте, бидејќи го направивте во еден здив. Сонце во твоите руси госи. Наташа и Даниел беа златни. Звезди се кријат во твоите очи. Дали вртењето тамо е флекер? Даниел. Да. Не е флекер. Ајде, Наташа, да видиме сега колку го имаш совладано тој дел. Ево е критискен твој став. Кога играме без музика на ритам, да видиме сама да изиграш. Не, само не може. Пасо доблете танцот кој повторно ни се повторува во наредната емисија. Среќна сум што повторно ќе имам можност да го играм овој танц, бидејќи мислам дека многу соодветствува на тоа што јас го презентирам овде во ова шоу. Како се чека? И пам, пам. Направивме неколку измени во кореографијата со тоа што вметнавме неколку интересни нови чекори. Овој пат јас ќе бидам поразена, бидејќи навистина доста беа трагични краеви за Даниел. Фу. Колку е среќен. Абе, ја не умирам овдека. Само... Пасо доблето на еден начин представува борба помеѓу мене и Наташа, тоа се карактеризира значи со самиот став што го завземаме двајцата. Пасо доблето буквално го доживувам како една спортска борба, онака баш како што јас се борам на татамите, бидејќи буквално како да има некакво надмудрување над самите партнери во танцот. Да. Пам. Гедам барај, да ти кажа блокот карате. Еве блокот карате, чек. Да свиткај бокс. Ајде те бидам. Ние ќе се потрудиме да играме без музика прв пат во полуфиналето, односно во ова шоу. И мислам дека тоа ќе биде една од пресудните работи која што ќе полесно ќе ни го отвори патот до финалето. Вреди овој ризик, бидејќи сепак еве едно полуфинале. Сега сите чукања што се. Значи мрдаш со толковите, да. И Три. Ова кореографија е навистина различна од онаа претходна, буквално во однос на тоа што во средината ќе имаме, значи, создавање на наша лична музика. И